Почитуван шеф на делегацијата на Европската Унија во Северна Македонија, Ваша Екселенцијо, амбасадор Дейвид Гир, почитувана директорке на проектот за локална и регионална конкурентност, господја Антонија Шишак, почитуван проект менеджер на Тиквеш вински туризам, господин Тихомир Константинов, почитувани медиуми, почитувани кавадарчани и кавадарчанки. Денеска навистина задоволството е двојно да бидам во Кавадарци. Првото да ви честитам за Тиквеш што влезе во прва лига во фудбал. И второ да прославиме, тоест да видиме како и мали иницијативи придонесуваат во поголеми цели. А тоа е денеска сме тука во винарската визба Тиквеш, каде го промовираме развојот на ено-гастрономскиот туризам, на Тиквеш вински туризам, еден од вкупно 58 проекти кои во изминатите 4 години се реализираат со поддршка на Европската Унија и со средства исто така на владата, а водени преку Светска банка. Или настрана од овој административен јазик на бројки, овие проекти во суштина имаат дел да ги откријат убавините на нашата земја, а такви за наша среќа ги има многу. Во една таква убост сме денеска овде. Овој подпроект, кој со вкупна вредност од 315.000 евра, речиси половина од вредноста или скоро 148.000 евра е финансиран од проектот за локална и регионална конкурентност, додека останатите средства ги обезбедува Тиквеш. Со овие средства поддржано е отварање на вински бутик овде во кругот на винаријата на Кавадарци, но изградба и модернизација на сместувачки капацитети во Барово и Лепово, како и трасирање на 3 нови велосипедски патеки. За владата економскиот развој кон кој стремеме започнува на локално ниво. Затоа владата секогаш ќе биде поддржувач на вакви иницијативи кои овозможуваат искористување на огромниот потенцијал што го има нашата земја за создавање конкурентни производи и услуги и секако привлекување на што поголем број на туристи и промовирање на земјата како атрактивна туристичка дестинација. Македонија има што да понуди, која станува не само за туризмот. Од 58-те подпроекти би сакал да истакнам дека 19 се реализираат од општини, 19 од микро, мали и средни предпријатија, а 20 подпроекти се изведуваат од здруженја и непрофитни организации, туристички организации, образовни институции или центри за обука. Со подпроектите на проектот за локална и регионална конкурентност е офатена речиси целата земја. Ова е еден од најзначајните проекти од кои се овозможени сериозни средства во секторот туризам, а веќе амбасадорот кажа повеќе од 18 милиони евра фондови од самата Европска Унија. Зашто навистина сакам уште еднаш да упатам благодарност до делегацијата и граѓаните на земјите членки, затоа што не треба да забравиме дека тоа се средства кои што доаѓаат од сограѓаните во Европска Унија, наскоро во заедничката Унија. Затоа сметам дека проектите како овој денес, на кој ние присуствуваме, се важни не само за потикнување на туризмот. Туку важни се дека ние сакаме да ги донесеме стандардите и вредностите кои што ги уживаат граѓаните во Европската Унија. И навистина одлично е кога сакаш и имаш каде да одиш и дома. И затоа ја поздравувам идејата и иницијативата на домаќините денеска и за многу вакви настани во иднина на здравје. Благодарам. Well, dear Deputy Prime Minister Batiki, representatives of this project, ladies and gentlemen. Actually, this is the second time I've been to Tikvesh. The first time I came as a tourist, and the second time I come in a official capacity, so I'm really happy to be back here. And I'm particularly pleased to be here on the occasion of presenting the results of this EU-funded project, some of which you can just see for yourself behind me. This is a project which helps wineries to further master their quality products
and the region as well to develop a sustainable, nature-friendly tourism. With its wines, its landscape, its historical sites and traditions, the Tikvesh region seems to tick all the boxes for a perfect tourist destination. So what is needed to go there is to get some extra expertise, some support with strategy, and this was something that this project is trying to provide. In the years until 2020, North Macedonia saw a constant growth of local and international tourists. Of course, this tourism here as elsewhere was affected by the pandemic, but we are very confident that there will be a return to tourism soon. So in line with the priorities of the EU, this project aims to stimulate sustainable economic development by preventing overexploitation and misuse of natural resources, while at the same time creating employment for young people. So through the local and regional competitiveness program, the European Union has allocated 18 million euros for some 50 projects in the tourism sector all around North Macedonia. But for these initiatives to result in success, there must be a variety of services and effective cooperation among all actors involved in the promotion of a region as a tourist destination. One thinks of Tuscany, Bordeaux, Istria, for example, having worldwide touristic brands, thanks above all to a close collaboration between the public and the private sector. Enogastronomy, culture, local products, nature, real-life experiences are all ingredients of a successful touristic offer. And I'm really encouraged today to see the good cooperation between the central authorities and the municipalities, together with tour operators, owners of local hotels and wine producers, all united in the common goal of promoting tourism and a sustainable economy, with the help of the European Union as ever. Many thanks. Почитуван заменик председател на владата, господин Бетичи, почитуван евроамбасадор, господин Гир, почитувани медиуми, почитувани гости и домакини. Ми представува особено задоволство што креативните идеи на корисниците на нашите грантови успеавме да ги преточиме во успешни проекти кои што придонесуваат кон подобрување кон надградба на постојната инфраструктура, меѓутоа и кон развој на нови туристички производи преку создавање на нови, иновативни сместувачки капацитети, содржини и активности за различни типови на туристи кои што Северна Македонија ја препознаваат како една препознатлива, атрактивна туристичка дестинација, богата со културно и природно наследство, земја на обичаи и традиции, прочуена по добра храна и вино и секако дестинација, една дестинација препорачлива и препознатлива како за потребите на оние туристи на кои што ни недостига адреналинот. Проектот за локална и регионална конкурентност е финансиран преку Европската унија, преку инструментот за предпристапна помош ИПА-2 во износ од 18 милиони евра и владина контрибуција во износ од 3,2 милиони евра. Проектот се спроведува преку кабинетот на заменик председателот задолжен за економски прашања, координација со економски ресори и инвестиции господинот Бетичи. Администриран е преку Светската банка, меѓутоа јас сакам да го изразам големото задоволство од секојдневната и голема поддршка која што имаме од представниците на делегацијата на Европската унија. На крај би сакала да се заблагодарам на целиот тим на Tikveš вински туризам и на нивните партнери Домеин Лепово и Барово за професионалната соработка во реализацијата на овој проект кој би рекол јас дека е еден вид на визионерски проект, вклучува многу дигитални, нови, иновативни елементи, меѓутоа исто во овие услови на пандемија, кога масовниот туризам станува не е веќе првиот избор на посетителите, туку напротив,
ова што Тиквеш вински туризам го нудат во моментов преку нашиот подпроект, а тоа е сместување во автентични, алтернативни, поизолирани сместувачки капацитети во комбинација со добра храна и вино и секако со поврзување со некакви спортски активности. Исто така сакам да потенцирам дека во голема мера придонесуваат и кон локалниот и економскиот развој на Тиквешкиот регион и промовирање на Тиквеш како туристичка дестинација не само во земјата, туку и пошироко во регионот. Ви благодарам. Ми представува задоволство што денеска заедно со директорката на проектот за локална и регионална конкурентност Антонија Шишак, со шефот на дипломатијата на Европската унија господинот Дейвид Гир, со вице-премиерот за економски прашања господинот Фатмир Бекчири, имаме прилика да ја промовираме реализацијата на проектот Развој на еногастрономски туризам во Тиквешкиот регион. Проектот го реализираше Тиквеш вински туризам во соработка со Домен Лепово и Барово Доел. Реализацијата опфаќаше 3 компоненти. Првата компонента е реконструкција и унапредување на сместувачките капацитети во Лепово, адаптација и монтажа на вински буриња како дополнителен капацитет во Барово, а исто така и изградба на мултифункционален вински, Тиквеш вински бутик во Кавадарци. Цел на проектот е да создава иновативни содржини за развој на винскиот туризам и избогатување на понудата преку дополнителни содржини, како што се, например, велосипедските патеки кои се низ лозовите насади во Барово. Исто така, значајно е да се спомене дека во реализацијата на проектот учествува и локални невладини организации, бизниси, занаетчи, кои помогнаа во реализацијата на велосипедските тури, изработката на сувенири и на останатите содржини кои се во самиот проект. Би сакал да искажам благодарност до проектот за локална и регионална конкурентност за финансиската поддршка која ја овозможи за да се реализираат овие активности. Исто така, се надевам дека успехот на овој проект ќе биде вистинско сведоштво за потенцијалот на оваа нова приказна што од денес почнуваме да ја раскажуваме. Верувам дека ваквите чекори ќе представуваат поттик и ќе овозможат дополнителен развој на туризмот во Тиквешкиот регион и во целата држава. Ви благодарам. Сега може да го најавам и вториот говорник, тоа е директорката на проектот за локална и регионална конкурентност.